Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевич, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Прва во оваа работна недела се разбира. Работна недела која што се отвара на многу интересен начин во момент кога владата на Соединетите Американски држави објави дека укинува 83% од УСАИД, односно милиарди и милиарди евра кои што веќе, односно долари како сакате, кои што веќе нема да се слеваат на контото на оваа агенција. За жал многу луѓе ќе останат без работа, меѓутоа, како што вели државниот секретар Марк Рубио, голем дел од тие пари биле злоупотребувани и трошени, како што вели не само што не било во корист на Соединетите Американски држави, туку често пати и на неизина штета. Кога е опрашање претседателот Доналд Трамп и неговите изјави, морам да признам дека човек често се прашува што точно мисли тој кога нешто зборува, меѓутоа се покажа дека во случајот со Украина не се шегува и навистина ја укина војната помош, барем привремено за украинските сили, што веднаш се почувствува на фронтот каде што русите влегуваат во сериозна офанзива и веројатно тоа е обид да им се покаже на украинските власти пред на претседателот Зеленски дека кога нешто Америка бара, би било најпаметно да се оствари. Дали е тоа морално исправно е веќе друго прашање, меѓутоа очигледно влегуваме во време кога големите сили малку подиректно, да не речам без никакви скруполи, ги решаваат своите проблеми и ги заштитуваат своите интереси, а на помалите како ќе им се погоди. Во таа смисла и Македонија како ќе се снајде, нели, е големо прашање. Сега за сега играме добро. И тука ми се допада еден коментар на подпредседателот на Собранието, господинот Антонио Милошевски, на прашањето за кого ќе бидеме ние во судир меѓу Европа и Асад. Тој вели само кажете дека сме за Доналд. Нема потреба да се каже презимето, доволно да кажете дека сме за Доналд. Па сега дали е тоа Доналд Трамп или можеби е Доналд Туск, тоа се разбира ќе зависи од тоа како ви одговара, пред кого одговарате. Но, вечерва сакам да позборувам на економски теми, економски прашања, бидејќи економијата е таа која што го врти светот, за жал или не, така стојат работите, за бизнисот, за парите, и сметам дека во студиото јас и вие имаме многу интересен гостин кој што е адекватен за овие прашања, имено подпредседател на Комората на Северозападна Македонија, подпредседател на индустријската зона на Визбегово и познат скопски бизнисмен, господинот Нухи Алију. Добра вечер. Добро вечер. Ги поздравувам сите гледачи на Алфа телевизија и ви благодарам на вашата покана. Така. Господине Алију, вие сте долго време во бизнисот, ги знаете сите нијанси што се вели. Во овој момент влегуваме во една, ајде да не речам, полукриза на релација работодавачи и синдикати, при што владата се обидува да се држи на страна, меѓутоа се чини дека синдикалците се обидуваат да и наметнат одговорност. Оваа криза се однесува на минималната плата, се разбира. Минималната плата според законот треба да се зголеми 1800 денари сега, меѓутоа синдикалците, со право или не, бараат таа да се зголеми за дополнителни 6000 денари и да изнесува 30.000 денари. Сега, предлогот на синдикатот е на овие 30.000 денари да не се плаќа целосно данок од страна на работодавачите, туку на 6 до 7.000 од нив колку ќе биде зголемувањето, данокот да го доплаќа државата, односно владата. Државата вели, нивниот одговор е, ние немаме средства за такво нешто, и додека пак работодавачите се обидуваат во целата работа да пронајдат својата математика, колку се моќни да го издржат ова зголемување на цените на платата, се извинува минимална, ако тоа е воопшто реално. Вие како комора имате собствен став за ова прашање? Да, значи, како стопанска комора на Северозападна Македонија, нашиот став за ова проблематика, кога се работи за минимална плата, нашиот став гласи вака. Ние сме да се зголеми минималната плата и на начин да предлага владата, но има и други начини како тоа се
зголемува, но во моментот значи се работи со предлог на владата да се зголеми платата и нашиот став е дека ние не сме против и колку да се зголеми минималната плата. 30.000, 35.000, но ние бараме значи и нашиот став и пред премиерот и пред значи други институции е дека за разликата меѓу моменталната минимална плата и минималната плата која ќе следи во тој дел, значи како разлика што се појавува значи од моменталната и идната минимална плата, не треба да го платат значи компаниите, бизнисот, но тука треба да помага и државата, значи да не се пресметува за тој дел придонеси од страна на владата, да. Мада сме имале долги разговори со владата за да се усогласиме во овој дел, но мислам дека и ние до сега нашиот став не бил прифатен во почеток, но како што поминува времето, се поблиску сме да се оствари или да се реализира тој нашиот став во владина одлука да биде. Така да во тој дел мислиме дека државата треба да го прифати нашиот предлог, затоа што мислиме искрено и за таа категорија на луѓето кои се на минимална плата, кои стварно со таа минимална плата не можат да ги сервисират сите нивни обврски што ги имат и трошоци. Да. То мене ми е јасно. Меѓутоа, синдикатот вели владата да го субвенционира она разлика практично од сегашната минимална плата до таа идна, владата да го плаќа. Вашата идеја е воопшто да не се плаќа? Нашата идеја не е да се тоа да биде од страна на владата. Тука едноставно да биде ослободено од данок. Апсолутно ние тоа го бараме. Тој дел, таа разлика, пошто оди со предлог на владата, тогаш тоа треба и владата да го дава својот придонес во реализација на значи на овој предлог. Уште еднаш сакам да повторам дека ние како Стопанска комора остануваме на нашиот став, дека за таа разлика не треба да се пресметуваат придонесите. Не велиме дали ќе субвенционира влада, дали ќе плати овој орган или тој орган, но ние велиме дека моментот е таков, значи немаат средства работодавачите, сметате? Нешто немаат средства работодавачите, но тоа да се дели, значи сразмерно секој да го преземе својот дел. Не да биде оптеретен само значи работодавачот, него да биде малку и државата тука уклучена за да биде малку полесно и за работодавачите, но и државата на некој начин за да доаѓат до решение со синдикалците, мислиме дека треба да го прифатат нашиот став. Исто така ние кога се во прашање платите воопшто имаме став дека не треба во нашата држава пресметувањето на придонесите да биде прогресивен. Добро. Тоа значи дека како се зголемуваат платите, така се зголемуваат и процентот на пресметување на придонеси. Ние не сме за овој, значи за овој метод, на овој начин на пресметувањето на придонесите, него сме за пропорционален начин да се пресметуваат без разлика колку е платата, дали некој има поголема плата, тој што има поголема плата има поголема основица за пресметувањето на платата. Со ист процент, значи добиваме една сума поголема која се оди во буџетот на државата. Така да. Но каде е одговорноста на побогатите сега? Мислите одговорноста со ова ние друг аргумент имаме зашто предлагаме вака. Добро. Значи кај нас во државата има доста значи компании, бизнис компании и
мислам сите во економијата што учествуваат како дел од економијата, еден дел од платата го дават на плик. Па тоа е сива економија, да. Тоа е сива економија. Ние сакаме да бидеме, значи, против ова сива економија, сакаме со нашите постапки, со нашите предлози да го минимализираме условите за сива економија. Еден од условите за да се минимализира, значи, сивата економија е и предлогот на Стопанска комора на Северозападна Македонија дека, значи, начинот на пресметувањето на придонесите да биде пропорционален, а не прогресивен. Затоа што ако е прогресивен, тогаш секој ќе одвои еден дел од сумата која е во склоп на платата да го даде на плик, што значи дека тоа директно го оштетува буџетот на Добро, ми делува логично. За да биде буџетот, значи, како што треба, ние мислиме дека треба да поминеме на пропорционален систем на пресметувањето на придонесите. Тоа го имат некои наши соседи. И дава резултат? И дава резултат. Го имаме во Србија, го имаме во Косово, Албанија, што значи дека дава резултат, значи и во делот на сузбивање на сивата економија и во делот на значи на поднење на буџетот, затоа што нема, кога ќе биде пропорционален систем, нема веќе да има давање на плата, дел од плата во пликови. Така. Добро, интересен став. Вие се разбира како комора имате контакти со власта. Претпоставам дека ги отварате и овие прашања. Па каков е фидбекот, каква е реакцијата? Да, ние имаме, значи, перманентно имаме, значи, средби со владини функционери и со премиерот. Често пати, значи, сме имале и ова тема сме ја дискутирале и сме ја образложиле до крај. Но до сега нема такво расположение кај представниците на власта да го прифатат. Мада ние мислиме и понатаму и остануваме на тој став дека еден ден порано тоа да се прифаќа од страна на ќе биде подобро. Ќе биде подобро и за економијата, и за буџетот, но и за работодавачите, значи и компаниите кои ќе избегат, значи, веќе од тај начин кој функционираше долго години, значи давање на дел од платата во плик. Да. Тоа на нас не ни одговара и тој систем давање на плик ние не го прифаќаме, пошто тоа е дел од сивата економија. Така, добро, принципиелно. Да. Вие како Комора на Северозападна Македонија, чисто да се знае, во времето кога беше донесен така наречениот солидарен данок од претходната влада, бевте против однапред. Сега се најдовме во ситуација во која што Уставниот суд донесе одлука и сега оваа влада треба да им врати на фирмите 50 милиони евра, така, кои што биле дадени во одреден период заради тогаш беше енергетската криза. Меѓутоа интересно, вие вевте однапред со став дека тоа е погрешен чекор. Да. Зошто тогаш сметавте дека е, претпоставам и сега? И тогаш и сега. И најголеми поборници за да се стопира тој солидарниот данок, нашите аргументи биле за тоа што не може да се донесе закон или одлука, значи кога веќе годината завршува, тоа беше на 12 месец кога го предложиле, значи од Министерството за финансии, од претходната власт, и ние јасни и децидни бевме дека ние не го прифаќаме ова затоа што тоа на некој начин го пенализира стопанството. Затоа што кога ќе доаѓа 12 месец, ти ретроактивно да донесеш закон кој ќе важи, значи од почетокот на годината до крајот на годината, тоа на некој начин тоа не е ни законски, ни уставно, а ни фер према бизнисмените, затоа што на 12 месец веќе се прават плановите за следната година, а ти се оптоваруваш дополнително со некоја одлука на влада или на Министерство за финансии да плаќаш,
значи солидарен данок кој апсолутно не бил во почеток, да беше во почеток на година предложено, ќе беше ставот поинаков. Но пошто беше на крај на годината, нашиот став беше дециден и апсолутно ние не седневме и да разговараме за ова категорија. Еднаш се сретнавме кај Министерот за финансии, во неговиот кабинет, каде што ние значи бевме најгласни против ова категорија на одоночување. На одоночување. На крајот излезе дека сте во право. И ние покренавме иницијатива на Уставен суд. Како Стопанска комора, ние таму образложивме што значи тоа, зашто таа категорија значи на одоночување е противуставно. Сите тие аргументи ние ги дадовме, но тие немале слух да не слушаат. Добро, тогаш велија криза, што да правиме? На крај Уставниот суд и го врати тој, значи, таа одлука, ја поништи, дека треба да се плати солидарен данок. Значи, сите бизнисмени, сите компании платиле во моментот кога веќе беше изготвено билансите на фирми што се изготвени и ги платиле тие тој данок, солидарниот данок, а сега влада донесе одлука дека тоа треба за 5 години да им се врати, да им се врати, ама не за една година, за 5 години. Без разлика, ова е една голема заслуга, значи на Стопанската комора на Северозападна Македонија, затоа што му даде приоритет и го следеше, значи ја следеше иницијативата во Уставен суд и објаснуваше секоја пресконференција наша, па и интерно вака службите на Стопанска комора, дека апсолутно неправеден тој данок солидарен и фала Богу и Уставниот суд го прифати тие нашите забелешки. Така е, меѓутоа во целата работа, знаете како, компаниите сепак ќе си ги вратат парите. Да, 5 години е долг период, се согласувам. Али пак се враќат, да. Да, тука во загуба е во основа државата, односно граѓаните, затоа што ќе треба да се врати ова што било земено насилно, условно кажано. Тоа се взимаше за еден месец, два, а сега треба да се платат за 5 години, ама и пак мислам дека тоа е на некој начин за бизнисот ќе биде некоја сатисфакција дека еве една работа ќе се вратат. Така, господин Алио, една работа во државата ми се чини е нејасна. Ние имаме прилично голема администрација која што се плаќа, тоа е факт. Имаме гломазна администрација која што троши многу средства. Имаме реален сектор или бизнис сектор кој што во основа главниот полнач на буџетот. Од вас доаѓаат парите кои што потоа државата ќе ги троши. Меѓутоа, од друга страна, често пати вас ве доживуваат како па нив им се може, тие се богати, тие ги имаат сите пари во себе, па затоа тие можат да си прават како што сакаат. Колку е реална таа комотна состојба на реалниот сектор? Затоа што од бизнисмените често пати доаѓаат критики дека тие воопшто не може да го издржат притисокот на администрацијата, притисокот на даноците и така натаму. Тоа е точно така. Тоа што го велите вие, значи ние го потврдуваме дека е така, дека имаме гломазна, значи администрација која во иднина треба и да се прават реформите и да се намали тоа што е можно повеќе да биде помала ова администрацијата, затоа што и пак, значи, кога администрацијата е голема, кога трошоците на администрацијата се големи и државата, значи, треба да најде начин, канали, други извори, како да ги покрие тие работи, така да мислиме дека државата треба да мисли за таа работа, и ако препораките на на меѓународните финансиски институции е дека Македонија што побрзо треба, не сега, него вчера требаше да ги коригира тие, значи, да, но што со тие луѓе, господин Алиев? Една од идеите на тие луѓе да им се даде можност да влезат во приватниот сектор. Односно, да им се најде, како се вика тоа, брза наобразба и да влезат во одредени компании приватни да работат.
Меѓутоа зборуваме често пати за луѓе кои што се навикнати да работат, сега да не ме сватат погрешно граѓаните, ама луѓе кои што се навикнати да работат државно, тоа е тоа. Да. Од 9 до 3 дома, чекај плата и тоа е тоа. Кај вас во приватниот сектор не е така, ќе мора да се исплатиш. Значи има простор да се внесат тие луѓе од администрацијата. Сме разговарале доста и доста дебати сме имале. Ние сме спремни. Ние и така немаме доволна работна рака, затоа што ни поминува, ни оди надвор, најдобрите кадрови ни одат надвор, најдобрите занаетли ни одат надвор и сме ги дискутирале долго време со институциите и со владата дека ние треба во тој дел да бидеме доста внимателни, затоа што приватниот сектор е спремен да ги прифаќа тие луѓето, но тие луѓе треба да се направат некои трајнизи на тие луѓе, како треба да се адаптират тие во приватниот сектор, затоа што во приватниот сектор не можеме да кажеме дека е исто како што е во државниот сектор. Значи таму поинакви правила има. Поинакви правила на функционирањето, поинакви правила на динамиката и на начинот како тие ги сваќат задачите, дневни задачи во приватниот сектор, значи има големи разлики во однос на државниот, затоа ние како предлог го прифативме, но баравме и од органите, значи од институциите, тие вработени што се вишок, значи во нивните служби, можат да поминат во приватниот сектор, но претходно треба да се прават посебни трајнизи за да можат тие да ги совладат задачите. Така е, преструктурирање. Преструктурирање, реформирање, како сакате да го кажете, важно. Ќе мора ли во меѓувреме да внесуваме работна сила од странство? Гевек видовме дека минатото лето на пример се појавија луѓе од Непал, се појавија не знам од Индија, меѓутоа тие побрзо бегаат. На секој 2 дена имаше 5 мина ги снема, 10 мина ги снема. Не се тој начин не се покажа баш исправен. Па не се покажува баш исправен затоа што значи имаме и законски, кај нас законски пречки како тие побрзо да се евидентираат и да влезат значи во работниот однос на компаниите приватни. Оти за приватни зборуваме, за државниот нема таква иницијатива, но ние како приватници сме побарале од владата и од другите институции, сме побарале значи помош да ги олеснуваат процедурите за да ги внесеме во работен однос во приватниот сектор, затоа што имаме потреба. Економијата и реалниот сектор има потреба за дополнителни, значи за увоз на работна сила, да кажеме. Колку и да е чудно. Мада чудно, но имаме таква потреба, имаме и така е. Тоа е точно што го кажавте вие, дека тие доаѓаат, па после наоѓаат некои канали и бегат, значи одат на Западна Европа, таму кај што платите се поголеми, значи има злоупотреби од страна на увозот на тие луѓе, затоа што доаѓаат со намера да работат еден месец, два, три и после да фаќат пат за Европа таму кај што мислат дека ќе најдат подобра плата, се разбира. Апсолутно, значи кај мислат дека ќе имат подобри услови и подобри плати. Што се однесува до една исто така многу важна тема, сакам да поразговараме со вас, се однесува за замрзнувањето на цените. Имаше неколку обиди со маржата, со цените, тоа се ограничени методи, да речеме, кои што на ограничен временски рок можат да важат. Сега важи ова нели за празници, за Нова година, за големите празници и така натаму. Меѓутоа, дали таа мерка сама по себе за замрзнувањето на цените може да даде суштински резултат во ситуација кога ние имаме зголемување на цените речиси секојдневно. Ние сега имаме цени како во Германија, да не претраме. Значи последно време гледаме дека тоа веќе станува пракса, не само на ова влада и претходната влада, да донесат одлуки за замрзнување на цените.
Ние мора да признаваме и мора да кажеме јасно и гласно, тоа е и ставот на нашата стопанска комора на Северозападна Македонија, дека значи замрзнувањето може да биде за еден пократок период и може да дава ефекти во такви моменти, дали во моменти на криза или војна или предвидени со устав тие моменти кога владата треба да донесе такви одлуки за замрзнување на цените. Но ние знаеме дека и по устав и по сите значи документи ние сме пазарно стопанство и цените се формираат во пазарот врз основа на понудата и побаравачката. Ако не го пуштиме пазарот да ги формира цените, одиме само со замрзнување, значи ефектите краткорочно може да бидат добри, но долгорочно може да бидат лоши за економијата. Затоа ние мислиме дека овие одлуки на владата ќе бидат значи за краток временски период и нема да бидат долгорочни, за да не се пореметува и да не действуваме како економија, значи спротивно со тоа пазарното стопанство што го разбирам, господин Алио. Меѓутоа, многу пати, и тоа е факт, трговците ја злоупотребуваат шансата што им е дадена, самите да ги формираат цените и вие добивате нелогични цени на многу производи. Апсолутно се слагам со тоа, но пазарното стопанство е тоа. Значи, цените не се формираат по волја на некој, значи, некоја институција или по волја на тие што се категорија на граѓаните што немат доволни примања за да ги да си платат тоа што да си ги платат тие високи цени, но нашата економија така функционира. И по устав е така. Владата има има други можности за да ги регулира тие цените. Еден од можностите за да се регулира цените е кога ќе се врши увоз на тие продукти, на тие стоки, значи може на граница да ги намалува давачките при увозот за да тие стоки да влезат со некоја помала цена, да велиме, и кога ќе се надоградат и бизнисмените од Македонија, значи цените да бидат прифатливи. Но имат и други можности. Добро, законот за нефер трговски практики, например? Законот за нефер трговски практики го зборува Министерката за финансии, треба да се имплементира и со него прилично се регулираат овие проблеми. Апсолутно. Да, ја се слагам со тоа дека законот за нефер треба да се имплементира, треба да се почитува, треба да биде во функција на реалната економија, но ипак мислам дека владата има и други можности за да ја зголеми понудата на пазарот, на тие стоки, на тие колку поголема понуда, природно е намалување на цените. Апсолутно. Поголема понудата од побарувачката, тоа е намалување на цените. Зашто не ја зголемиме таа понуда? Има значи владата доста начини како. Може една од тие начини намалувањето на давачките при влез во нашата држава на тие продукти, а исто така владата може да интервенира и со стоковните резерви. Значи да пушти некои артикли од стоковните резерви кои што се базични, и за да се зголеми понудата во пазарот. И тогаш природно се намалува цената. И тоа е најдобриот начин за да се стабилизира цените. Иначе со владини одлуки, државни одлуки да се интервенира. Тоа ви личи на социјализам, претпоставувам. Долгорочно не е прифатливо за економијата наша, затоа што рековме дека економијата наша и по устав е пазарна и треба пазарно да се формираат тие цени во иднина и никако не смееме да кажеме дека еве ние на овој начин ќе функционираме подолгорочно, затоа што тоа ќе биде во штета на економијата, на реалниот сектор, а ќе биде штетно и
и за граѓаните, пошто тешко да се пратат тие цени, тешко е да се ние имаме инспекции, и пазарната инспекција, и другите инспекции, но стварно секоја продавница, секој маркет, секој деловен простор што нешто значи се продава преку тој деловен простор, тешко дека може да се пратат, значи како што треба. Може некој и да биде казнет од маркетите, некој не, но пак ќе се формира некое незадоволство во реалниот сектор во економијата, затоа што секој си го планира. Јас сум против маржите да бидат големи. Апсолутно. Па добро, негде гледаме дека се по 70%, навистина е безобразно. Да, тоа е точно дека безобразлук е тоа, но бизнисот не познава други методи за функционирање. Кога ќе биде, значи, сам на пазарот и нема да има конкуренција и нема да има по-добра, поголема понуда, тој момент го користи и ги изголемува цените, затоа што има моменти и кога ги намалува цените и кога губат бизнисмените заради зголемување одеднаш на понудата. Тогаш губат бизнисмените, ама никој не ги прашува зашто губат. Кога заработуваат, зашто заработуваат? Да, ова е... Тоа е, знаеш, логично прашање кој може да се постави дека има и такви моменти, има и онакви моменти, затоа тука треба ипак, мислам дека перспективно треба да се гледа да го оставиме пазарот да ги формира цените. Иначе овие методи со одлуки краткорочни се. Добро. Сега владата се обидува на свој начин да помогне во развојот, во економскиот развој на државата. Оние фамозни 500 милиони од Унгарија влегува, 250 милиони евра за општините, 250 милиони евра за бизнисот. Тоа е некоја инекција која што владина инекција, иако е по заедница, меѓутоа па со добар како се вика, со добри камати, реално ниски. Реално ќе му помогне на бизнис секторот? Ете, во ситуации кога имаме криза, кога имаме војна, во такви моменти, значи, секоја финансиска инекција што ќе доаѓа од владата е добродојдена. Мора да кажеме, затоа што во моментот има недостиг на пари, на свежи пари, баш така. На пари во пазарот, што значи дека пазарот е реалниот сектор, значи има потреба за дополнителни средства со такви добри услови, со такви ниски каматни стапки, значи како што ги промовира владата. Ние ги поздравивме тие мерки, ги елаборираше и премиерот пред Стопанска комора на Северозападна Македонија. Значи, тие пари се добро дојдени во економијата, тие ќе имат ефект и ефектот ќе биде брз од кога ќе се пуштат, значи, тие 250 милиони за бизнис заедницата. Што да кажам? Само добри и комплименти за ова работа, за ова одлука на владата, за да го помага. Сметате дека тој правец треба да оди? Апсолутно, тоа е за бизнисот, значи е добра мерка на владата и е за поздравување. Добро. Имам чувство дека и вие персонално и воопшто Северозападната комора од една страна има разбирање за идеите на владата. Вашите идеи сега ги презентирате пред нив, имате некоја релација, мене ми е интересно тоа што за нешто се согласувате, за нешто не, тоа е природно, претпоставувам, не може да се согласите, меѓутоа, за разлика од синдикатот кај вас, ми се чини дека работи на реална логика. Синдикатите често пати, за жал, сакаат повеќе од тоа што може. Кај вас е колку пари, толку музика, сега да не звучи погрешно, ама... Апсолутно управо сте, значи, поинаку ги гледа работите синдикатот, поинаку се гледат работите од страна на стопанските комори. Ние, како стопанска комора, значи ги имаме нашите ставови,
често пати не се согласуваме со некои одлуки на влада, тоа јасно и гласно го кажуваме. Добро, фер, зашто но има и работи, значи има и некои проблематики што владата веќе размислува како да ги реши тие нашите барања од Стопанска комора, но мислиме дека ќе ги реализират затоа што дел од нашата програма на Стопанска комора на Северозападна Македонија, значи стана веќе дел од владина програма, така да, тоа е вистина и мислиме дека една по една тие работи ќе се реализират и ќе се средуваат. Има волја од страна на владата. Па, тоа не е случајно оние нашите, значи нашата програма околу 70% од програмата што го имаме, значи е внесено во програма на владината програма. Добра информација. Да. Сега мора да прашам нешто локално, условно кажано локално. Алфа телевизија е во Визбегово. Визбегово е едно од најголемите индустријски зони во Македонија. Вие сте подпредседател на оваа индустријска зона, која што многу придонесува во буџетот и која што енормно брзо се развива. Пред 15 години, кога јас дојдов прв пат во Визбегово, морам да признам, тоаш прв пат дојдов во Визбегово, имаше, да не речам, десетина фирми или така нешто. Сега ги има, не може човек да ги изброи. Од друга страна се соочувате со не се банални, многу реални проблеми, меѓутоа проблеми кои што требало да бидат решени одамна. Ви до овдека патот не може да се направи никако. Односно имаме еден пат кој што во моментов нешто се поправа, нешто се менува, се прават комбинации, меѓутоа повеќе од овие поправки имаме гужви отколку нешто реално и корисно. Видите, тоа е точно дека индустријска зона Визбегово е најголема индустријска зона која го полни буџетот. Без конкуренција од другите зони. Неверојатно. Без конкуренција сме. Колку луѓе работат во оваа индустријска зона? Во оваа индустријска зона работат преку 5000 вработени има зоната, значи има 700 до 800 милиона обрт годишен, има преку 35 милиони добивка, значи профит, учествува во GDP-то на државата со 7,5%. Што е сериозна бројка. Сериозна бројка е, имајќи во предвид овие показатели што ги спомнав, значи може да кажеме слободно дека нашата зона е највеќе го полни буџетот, а па буџетот најмалку мисли за нашата зона. Повеќе мисла за другите зони, Бунарџик и другите што постојат, кои, значи, не велам дека не треба да се обраќа внимание и во тие зони, пошто ни доаѓаат инвеститори од надвор. Да. Но разликата меѓу инвестицијата на нашата зона што се прават, инвестициите во другите зони што се како Бунарџик и другите зони, разликата е тука што таа добивка што реков 35 милиони овдека годишно во нашата зона, индустријската зона Визбегово, тој профит, таа добивка се инвестира повторно во државата, а не се зима па да оди надвор и да се инвестира таму кај што тие имаат повеќе профит. Затоа тука е болката наша како бизнисмени дека индустријската зона Визбегово треба малку повеќе да има внимание од страна на институциите и владата. Треба, значи, за некои банални проблеми што се соочуваме ние како индустријска зона, како што се патиштата, како инфраструктурно генерално. Апсолутно, ние бараме инфраструктура да имаме како што треба. Разбирате? Ние не бараме нешто, некој луксуз или паркови или зеленилно. Мада во некои зони има и паркови. Ние сме биле надвор или знаеме што значи една индустријска зона. Имаше идеја тука да направиме една таква, пошто има едно државно земјиште кај што има бизнисмени кои се расположени да инвестират и да направат нешто и за рекреација да направат нешто, пошто секој што работи, значи бизнисмен, тој 8 сати е оптеретен, но не би рекол 8 сати, тој 24 сати е оптеретено со проблемите, има потреба и за
Релаксација, сигурно. Добро, но вие се мачите, велам, еве патов, бидејќи јас одам пуштиот пат, знам. Ние перманентно имаме средби и со град Скопје, пошто главниот пат е под ингеренциите на град Скопје. Локалниот, овој другиот пат, споредниот пат, што е Качанички пат, тој е под ингеренции на општината Бутел. Значи, ние сме побарале и од општина Бутел, и од градоначалничката на град Скопје Арсовска, која дојде и не посети и ги кажа своите ставови, но таа за добро не изненади кога рече дека пари има за патот, некои 7 милиони евра, не знам дали од Министерство за транспорт и врски се одвоени тие пари и со намена за инфраструктура на Визбегово и тие пари може да се користат само за таа дејност. Она ни објасни и ни побара, рече, вие како бизнисмени, сите што се ве тангира патот, треба да давате подпис, со кој подпис ќе давате согласност дека кога ќе почнем со работа, апсолутно да немаме проблеми, протести, ово оно. Добро. Ние како управен одбор на индустријската зона Визбегово, неколку пати сме дискутирали за овој предлог на градоначалничката, но никако да доаѓаме до консензус дека тие подписи треба да ги даваме еден ден порано. Оти она рече дека денеска ако ги доставите подписите дека има согласност од сите, јас за месец дена почнувам патот да го правам. Така да има некој што од бизнисмените, пошто тука е предвидено булеварско решение на патот, што значи дека некои компании кои немат сообраќајно решение за излегување на булеварот, тие ќе бидат со банкини затворени и проблематиката е тука, значи не ќе може секоја компанија што има свој објект поред патот, не ќе може да има приклучување директно на булевар. Но е предвидено да се прават сервисни улици, да се прават кружни текови. Тоа сакам да кажам, мора да има некој решение. Кружни текови, но ако сакаме, има решение. Така, ако сакаме. Ако сакаме, институциите ако сакат. И тука остана проблемот. Сега инсистираме на некоја средба со НЕЗЕ за да го окончиме овој проблем и да почне патот, оти веќе подоле таму веќе е започнат патот. Оти стварно е некоректно према бизнисмените на индустријската зона Визбегово на таков пат да циркулират, секој ден пукат гумите. Апсолутно, секој што помине ловдека знае што е. Проблем, разни. А доаѓаат тешки товарни возила. Тешки товарни возила што уште го оштетуваат. Споредниот пат е една катастрофална ситуација, но мислиме дека многу брзо очекуваме од градоначалникот на Бутел да го почне и да стаи еден слој асфалт, значи за да пролонгираме ова ситуација што ја имаме сега. Што да ви кажем, значи овие се проблемите инфраструктурни на индустријската зона, кои другите зони, како што е Бунарџик, значи такви проблеми нема. Тие многу бенефиции имат во однос на нашите тука, на нашата зона тука што се наоѓа. Што малку е неблагодарно. Тие што ги оставаат парите дома, имаат полоши услови од тие што ќе ги однесат надвор. Морам да признам дека е чудно тоа, но добро. Затоа ние го објаснивме добро и сега ставот на ова влада е дека аршинот ќе биде ист. И према бизнисмените кои инвестираат, значи што се од Македонија и надворешните бизнисмени, значи ќе имат исти услови за инвестиција, што нас е логично и ние сме задоволни со тоа, таа препорака што ја дал владата од почетокот на функционирањето, од кога го превземале мандатот, така да
очекуваме дека тоа ќе се реализира и ќе се практикува во мандатот на ова влада, пошто тоа веќе ни е обечено. Така. И уште едно прашање сосема за крај. Не е тајна дека правосудниот систем во Македонија е во таква состојба во која што е. Нема да зборувам за довербата, меѓутоа практично нема граѓанин кој што не се жали на овој или на оној начин од одлуките на нашиот правосуден систем. Колку вие како компании, како бизниси го чувствувате проблемот со правосудството кое што не е функционално за жал? Видите, за да го почувствувате проблемот со правосудниот систем, значи треба да се соочиш директно. Со него, да. Иначе ако му зборуваш на некој што не се соочил, нема да верува дека постојат, значи, такви пресуди што апсолутно не кореспондират со материјалните докази. Ти имаш материјални докази, еден куп, значи потпишани, нотаризирани, направено вештачење, сите документи кои се потребни за некој предмет, ги имаш сите, а другата страна нема ништо, може да има 2 изјави, 3 изјави и да добие на суд. Што не е многу логично. Нелогично е и тоа има тешко влијание, има големо влијание кај бизнисмените, негативно влијание кај бизнисмените, значи се оштетуваат на некој начин тие што се со материјални докази, што се борат за право, да биде соодветна, значи пресудата, да не биде пресудната по влијание, било на влијание на судиите или бизнисмените, па или политичкиот фактор, ние сме против тие влијанија. Ние сакаме нашиот правосуден систем во иднина, значи да има доверба поголема него ова што сега е од 2%, стварно не ни е пријатно и да го кажеме како граѓани на ова држава, како бизнисмени, но верувајте дека такви појави имаме во судството. Има, значи, се жалат бизнисмените дека апсолутно неочекувано добиват пресуди кои апсолутно не кореспондираат со фактите. И мој апел е до судиите, имаме добри судии, имаме професионални судии со искуство, значи да се придржават на законот и да ги почитуваат фактите и документите кои се, значи, кои се дел од тој предмет што може да го изгуби, затоа што немал некој можност да влијае или па да најде некој пријател или некоја врска. Што нема врска со право, ако сме реални. Апсолутно нема врска со правото, мора да ви кажам. Но не се криви само судиите, мора да признаваме. Криви се и бизнисмените, криви се и граѓаните, криви се и политичкиот фактор. Значи, сите помалку се криви, пошто кога апсолутно ќе се стопира таков бизнисмен што оди во судот и, например, еве да кажеме фрла пари или ово оно, треба тој да се отма да се земе во постапка, значи да се отвори постапката против тој бизнисмен, без разлика што е бизнисмен. Ако се манипулира со такви начини кои се неприфатливи и од судството, неприфатливи и од логиката, да ја добие некоја пресуда, а која нема врска со реалните документи, со реалните факти, со реалните материјални докази. Мора, значи, тука сите да се реформираме на некој начин, и судството, и бизнисот, бизнисмените да се реформираат, и да се реформира политиката во тој дел, што помалку јавување во судските совети, дека вака, така, ми е пријателот тамо, ми е комшиката, ми е ово, оно, се знам со човекот. Тие работи треба да ги заборавиме ако сакаме да имаме еден правен судски систем кој ќе функционира и за кој ќе биде довербата, значи 70%, 80%, а не 2%. Така да мора да го потенцираме и да апелираме и до судиите, да го почитуваат законот, да постапуваат законски и
исто така и бизнисмените да се најдат тие бизнисмени кои го рушат тој значи правен систем и тие да бидат исто казнети и бизнисмените, па и политичкиот фактор да биде повнимателен во тој дел, за да имаме еден правосуден систем кој личи по мерка и кој личи значи и кој може да се споредува и со судовите во Германија и во западниот свет. Би било убаво. Посакуваме нешто такво. Така. Господин Нухи Алиев, подпредседател на Комората на Северозападна Македонија, ви благодарам за вечеравто гостување. Ви благодарам за поканата. Комшии сме тука, имаме обврска. Да соработуваме. Да соработуваме. Така е. Секое време тука сме. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ви благодарам и на вас за трпението со кое што не следевте. Утре во 15 часот се разбира репризното издание. Јас ви закажувам нова следба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.